Благодарам, бидејќи имавте конструктивна дебата, ќе се потрудам и јас да бидам конструктивен. Значи, ова што го бараат пратениците на ВМРО ДПМН е согласно процедурите и законите. Ние не бараме нешто повеќе. Овие да одговорам, да искористам приликата и на претходниот дискутант, односно процедуралната забелешка, поднесени се 170 амандмани од причина што навистина е крај на годината и сметаме дека дел од овие можат да се реализираат и очекуваме дека ќе бидат прифатени од страна на владата. Инаку не можете да се дистанцирате вие да зборувате за историско минато, ми велите. Јас зборувам за последните 3 години кога има 3 министри сменето. Значи вие еден ребаланс и еден буџет и еден ребаланс сте преживувате. Дојде Тевдовски, тука прогресивни даноци, вака ќе биде сиромашните, богатите, ќе ги вратиме, средни класи, вакви класи. Дур разбравме човекот што работи, замина. Дојде Нина Ангеловска. Првото што влезе, вика прогресивниот данок не е добар. Да искористам прилика да му кажам на министерот за историското минато. Првото што влезе, Нина вика прогресивниот данок ние го сменивме. Чекајте бе луѓе, како го сменивте прогресивниот? Од вестници разбираме дека го сменивте. Дајте да видиме анализа, резултати, што направивте. Ова не чини, ова е добро. Ај ние ќе се разбереме, пратеници, ама народот, стопанствениците планирале буџети на компании за 10 години со прогресивен данок. Кредити подигале, не важи и тоа. Да кажам за Нина Ангеловска, дојде со еден убав буџет, шарен буџет, граѓански буџет, вака ќе биде, така ќе биде. Дур разбравме што работи, на крајот слушнавме дека повлекла пари од Евростандард банка и она замина. Значи немојте да зборувате за историско минато кога зборуваме за последните 3 години. Така да би ве замолил, конструктивни се предлозите од колегите пратеници, да дискутираме по темава, да не мешаме политика, да зборуваме за економија и финансии и да ја завршиме работава како што сакаме. Благодарам. Колега Мицевски, ќе се согласам со вас на крај дека